мојот клиент Зоран Трајковски по подигањето на обвинителниот акт од 12.10.2012 година, веќе 2 години, со 12.10.2014 заклучно е во притвор, без давање на изјава за предвремено издржување и по укинувањето на пресудата на апелациониот суд. Тој притвор продолжува, одреден со решение на апелациониот суд и понатака одредуван од Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 Скопје. Сметавме дека со 12.10. согласно член 207 од Законот за кривична постапка притворот против Зоран Трајковски мораше да биде укинет, бидејќи не може да трае подолго од 2 години од подигање на обвинителниот акт, како што предвидува законот, за кривични дела за кои е предвиден доживотен затвор, како што е и обвинението против Зоран Трајковски. Значи, Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 на 22.10.2014 година повторно го продолжи притворот против Зоран за уште месец дена. На тоа решение со образложение нели дека притворот кој е определен од страна на судечиот совет по објавувањето на пресудата до решавањето на предметот во апелација, односно до укинувањето на предметот на јавната седница, тој притвор во трајање некаде околу 5 месеци не го сметат за притвор. Меѓутоа, сметаме и правните експерти тврдат и ние тврдиме со сигурност дека тоа не е така. Законот точно дефинира во член 207 дека по подигање на обвинителен акт притворот може да трае само 2 години за кривични дела за кои е определено доживотен затвор. Зашто Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 постапува така надвор од законот, односно измислува друг притвор кој го определува совет по пресудување, не ми е познато. Идејата горе и тензијата во судницата се дигна можеби највеќе заради тоа што по тоа решение ние поднесовме жалба во законски рок, предметот требаше согласно Законот за кривична постапка да се качи во апелационен суд на решавање, заедно комплет со сите списи, да се врати по жалбава, па потоа да се продолжи овде со главен претрес, односно во фазата во која што сме во завршни зборови. Такво решение немаме добиено, се брза, се отвараат сомневања дека некој брза да го заврши предметот пред да се одлучи за притворот. Јас уште еднаш категорички ви тврдам дека треба да го почитуваме членот 207 од Законот за кривична постапка и очекуваме од апелациониот суд да ја уважи нашата жалба и да го укине притворот против Зоран Трајковски. Зошто од причините за изземање на овој судски совет, тоест на председателот на овој судски совет? Па добро, јас изземањето, меѓу другото и за тоа, меѓутоа изземањето го побара обвинетиот Љубе Бошковски со причините кои ги слушнавте вие горе, а нема да го парафразирам тоа. Мојот клиент Зоран Трајковски заедно со мене се приклучивме кон тоа барање, меѓу другите ситуации за да инициираме позиција и состојба да Кривичниот совет на Основниот суд 1 се разбира одлучи по изземањето. Како што каже Љубе Бошковски и Зоран Трајковски не се задоволни од работата на судијата Илија Трпков. Ние јас како бранител на Зоран Трајковски ги штитам неговите интереси. Нормално е да се приклучам кон тоа изземање и да ги штитам неговите интереси до крај, бидејќи тој за тоа сум овластен од него.